Моето патешествие низ руралните предели и региони во Македонија ме донесе во пазувите на планинскиот македонски горостас Кожув планина, која зафаќа површина од 1000 квадратни километри на територијата на две држави, Република Македонија и Република Грција, каде што во Република Македонија Кожув опфаќа територија од 80%, а останатите 20% се во територија на Република Грција. Моето патешествие низ руралните предели и региони во Македонија ме донесе во кругот на територијата на планината Кожув, кој започнува од најсеверната негова точка, вливот на реката Бошавица во реката Вардар кај Димир Капија, продолжувајќи по течението на реката Вардар, чии негови води со векови длабејќи го живоопишува кањонот на Демир Каписката клисура, а одовде од овој импозантен кањон, македонскиот горостас Кожув ја преминува државната граница на Република Македонија и во близина на селото Олумница на 850 метри надморска височина се распостила на територија на Република Грција, продолжувајќи на запад, одвојувајќи ја планината Пајак, северните страни на Мегленската долина и доаѓајќи до седлото Пулјевац на 1165 метри надморска височина, пак се враќа на територија на Република Македонија, а оттаму спуштајќи се кон Брежичко, па преку Мушов гроб на 1019 метри надморска височина, ја зафаќа северната страна на висоравнината Витачево, завршувајќи го целосно кругот по долината на река Бошавица. Моето патешествие по селата во Република Македонија ме донесе во една од двете поголеми висоравнини во Македонија. Освен висоравнината Мариово, тоа е и висоравнината Витачево. Со мојот сопатник господинот Драги Миновски тргнавме од Прилеп преку Кавадарци и по 40 километарската траса, односно по 40 километарскиот пат до Рожден, до Мајден, до Алшар, да направиме нова репортажа, ново видување, ново патешествие за ова парче на Македонија, на ова убаво место во Македонија. Моето патешествие низ руралните предели и региони во Македонија ме донесе да ги посетам двете големи и главни била како продолжение на Кожув и Ниџе планина, а меѓу нив планинските седла и тоа, седлото Орлов Вис, кој се издига високо кон небото на 1600 метри надморска височина, седлото Порта, кој со своите 1845 метри ги пара облаците распрснати во бескрајните небески синила, како и неколкуте планински врвови, меѓу кои врвот Пулјевац со своите 1165 метри, врвот Коњска глава со своите 1836 метри, врвот Дудица со своите 2132 метри, врвот К92 со своите 2102 метри, како и на високиот врв на Кожув Зелен брег на 2171 метро надморска височина. Доаѓаме во близина на Кожув планина, односно во пазувите на преубавата Кожув планина и некаде на 3 километри десно од мене воздушна линија од познатите скијачки центри на оваа прекрасна планина. Моето патешествие низ руралните предели и региони во Македонија ме донесе да ја посетам Кожув планина, која изобилува со огромен воден потенцијал, од која извираат многубројни реки. Да ја посетам реката Дошница, една од најубавите најчисти реки во Македонија. Да ја посетам река Дошница, затоа што започнувајќи од нејзиното извориште, Зелен брег, па се до вливот во река Вардар, обстојуваат пастрмката, кленот, ракот и други видови риби. Затоа што на Кожув се уште обстојува рисот како редок и заштитен вид, затоа што Кожув има богат растителен свет со најразновидни врсти,
но секако најатрактивни се лековитите билки и растенијето Arbutus andreane или во народот познат како гол човек, кој со закон е заштитен, да го посетам најновиот ски центар во Македонија, чија изградба започна пред речиси 14 години. Моето патешествие низ руралните предели и региони во Македонија ме донесе да ја посетам и долината на плодноста, која се наоѓа во атаро на селото Конопиште, чии земјени пирамиди, земјени столбови, камени кули, камени столбови се релативно ретки релефни појави настанати со интензивни процеси на водно-механичка ерозија. Каде што за изградување на вакви форми неопходни се повеќе услови, како што се поволна карпеста и почвена подлога, соодветен терен, погодни климатско-вегетацијски и хидрографски карактеристики, понекогаш и одредено влијание на човекот, што всушност е причина зашто се поретки појави. Овие добро оформени земјени или камени пирамиди имаат височина од неколку метри и карактеристичен изглед со поголем камен блок на врвот во вид на капа. Особено ретка појава е поголема група, односно локалитетот со земени камени пирамиди со повеќе десетици форми. Така во светски рамки има само неколку позначени и по карактеристични локалитети со овакви појави, како што се во Кападокија, Турција, во Јужен Тирол, Италија, Ѓавола Варош во Србија, побити камени во Бугарија, потоа на некои места во Венецуела и Југоисточна Азија. Куклите во долината на Бошава се формирани на еден поширок простор, главно околу селото Конопиште. До нив се доаѓа по асфалтираниот пат кој води од Кавадарци преку висоравнината Витачево до селото Конопиште во должина од близу 40 км. Неколку групи на појави се изградени на десната долинска страна на реката, односно на северните падини на планината Кожув, јужно од Конопиште, а помалку и на левата долинска страна кон висоравнината Витачево, северно од селото. Особено интересни се 20-тината камени столбови во местноста Кањата или Цуцки на десната страна од реката Бошавица, околу 1 км јужно од селото Конопиште. По својата генеза, изглед и карактеристики, овие форми се слични со куклите во Куклица. Тоа е разбирливо бидејќи и двете појави се настанати во вулкански карпи со сличен состав – андезити, андезитски туфови и бречи. Иако вулканските карпи во Кожувската област се значително помлади, околу 2 милиони години, во однос на вулканитите кај Куклица, околу 10 милиони години, самите форми имаат слична старост која се движи од неколку илјади до најмногу 20 до 50 илјади години. Цуцките или камените столбови се високи од неколку метри до околу 15 метри, а на врвот обично имаат поголем андезитски карпес блок или камен во вид на заштитна капа. Оваа капа, поради цврстината, ги штити туфовите под неа од еродирање и всушност овозможува формирање на камен столб. Кај некои форми, камениот блок се распаднал или урнал, пошто се забрзала ерозијата на столбот. Но и без тоа, постепено столбовите се еродираат код основата, се ронат, плакнат и уништуваат. Од друга страна пак, на погодни места каде има сличен геолошки состав, со парчиња од цврсти карпи, постепено се изградуваат нови камени столбови или цуцки. Секако, овој процес е бавен и трае стотици па илјадници години. Слични интересни форми со печуркаст изглед, но со помала височина има и по страните на некои долови кои се спуштаат кон Бошавица, но и низводно, особено до селото Горна Бошава. Инаку, веројатно, поради изгледот на столбовите или цуцките, меѓу мештаните порано, но и денес се зборува дека камените столбови им помагаат на оние што не може да имаат деца. Тие во овој дел на Бошавијата се познати како символ на плодноста, со што се поврзани и двете легенди што се прераскажуваат од колено на колено.
Едната е дека оние што не може да има деца, треба некоја од многуте фигури да изгребат земја. Таа се става во измолзено млеко од биволица, во кое се додава мед и така се пие, раскажуваат мештаните. Тие кажуваат дека често се посетувани од луѓе што имаат мака. Според другата легенда, камените фигури израчат со некоја посебна енергија, па затоа младите сопружници треба да водат љубов покрај нив, за да можат цуцките да им помогнат да имаат семејство. Заради наведените верувања и легенди, овој дел од долината на Бошава, помеѓу локалното население, е познат како долината на плодноста. Во овие прекрасни природни убавини доволно е човек само неколку часови да престојува и да акумулира во себе енергија која ќе го одржува во текот на целата наредна недела во сите негови работни задачи и предизвици. Приказната за Кожув планина не би била целосна ако не ја дополниме со приказната за селото Конопиште. Селото Конопиште се наоѓа во средниот тек на реката Бошавица, на падините на планината Кожув, на регионалниот пат од Емир Капије за Маријово во должина од 25 км, а до него се доаѓа и преку регионалниот пат Кавадарце Витачево Алшар во должина 40 км и преку стариот земјен пат кој води од селото Барово и Долна Бошавија, чиј атар се допира со државната гранична линија со Грција. Селото е рицко, на надморска височина од 660 метри. Селото има моќен голем атар, кој се захваќа простор од 82 км квадратни. На него доминира шумите на површина од околу 6000 хектари, на пасиштата паѓаат околу 1600 хектари, а на обработливото земјиште околу 300 хектари. Името најверојатно го добива по растението див коноп, кој што расте во изобилство во овој крај, каде што во минатото мештаните од ова село го користеле за производство на производи од коноп, и тоа конопни покривачи, конопни веленца, конопни перници, конопни врејчи, дисајџи, а за тоа говорат многобројните викани места, топилишта, кои се наоѓаат по течението на реката Бошавица, каде што пред речиси повеќе од 70 на години мештаните растението коноп го потопувале во водата и по неколку дена растението се разгластувало во конци долги по неколку метри, од кои конци врвни мајстори на својот занајат, кои ги нарекувале конопџии, изработувале така наречена струна во различна дебелина и должина, од чија струна се правеле претходно производите што ги напомнав. Постоењето на Конопиште како населба секако се протега наназад во времето со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби на подрачјето на селото Конопиште, некои околности укажуваат дека просторот на селото бил одамна користен за живеалиште. А за тоа зборува и тоа што при секоја бура што ги захваќа селото и околината, најдојдените бујици вода, собрана од околните ридови во сливот на реката Бошава, носат и оставаат подолжина на српските бразди бројни примероци на шајки и брутови и фрагменти од различни метални и керамички предмети, патем ископани од поројните дождови и сливни води. Тоа се секако артефакти од некогашни живеалишни објекти во непосредната околина на селото, денес препрокриени со пластови земја. Првите податоци за селото Конопиште се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467-1468 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Конопишта, во кое имало 48 куќи, во кои живееле 35 рисенски и 6 отомански фамилии. Во пописниот дефтер од 1568-1569 година, кој се однесува за период од 100 години, во претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 4 за периодот за кој пишуван. Во овој дефтер Конопиште се спомнува како Конопиштани, а припаѓа на вилајето Демир Калкан Делен на чифликот Мехмедбек.
Исто така Конопиште се спомнува во отоманските дефтери од 1845 година за преходите на христијаните во Мариовскиот хас, каде што се сеќаваат и неколкумина жанечи кои дошле од селото Конопиште, Мариовската каза, каде што пишува дека во Мустафа Пашан во селото Витолиште во 1815 година терзитски дуќан отворил Јован, син на Марко, во Хумерџи Мустафа Бекан во Димир Капија, исто така во 1844 година свој терзитски дуќан имал Петре, син на Грујо, кој бил обврзан да плаќа џеза, данок и приход од 2000 гроша годишно. Во Свиларскиот ан во 1841 година во Солун дуќан од ортомџискиот занајат отворил Ѓуро, син на Јован од селото Конопиште. Дека селото Конопиште на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија од 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографскиот преглед на Македонија од Стефан Верковиќ и многу. И со развиени форми на монашки живот, манастирско училиште и препишувачка школа на вредни црковни книги. Овој манастир бил своевиден духовен и просветен центар во кој се ширело православието не само во Тепешијата, туку и во Меглинско и Сопотско. Околу точната локација на манастирот постојат различни претпоставки, исто онака како и околу тоа кога и од кого бил разрушен. Се претпоставува дека манастирот постоел на рамното плато на Чука околу малата црквичка која и денес постои. Дека на ова ваковско место некогаш постоел манастир, говори и преданието дека овој манастир заедно со Полошкиот манастир, манастирот кој се наоѓа на брегот на Теквешкото езеро, ги служил некој си Синамбек, а од азното и материјалот од овдешниот манастир ја изградил џамијата во селото Бесвица, а со преостанатото азно и преостанатиот материјал од разрушените манастири ја изградил Синанбеговата џамија во Призрен. Во подалечното минато, жителите од Конопиште учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во пред-илинденскиот, илинденскиот и по-илинденскиот период. Исто така Конопиште не ја избегнуваат воените дејствија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата, мобилизирани во разните војски, речиси било сето население, а пак од мобилизираното маско население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината. Конопиште уште од памтивека имало учени луѓе, како што велат самите конопиштани. Но според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година, а според пишаните документи прв учител бил Ристо Рафајлов, родом од селото Бесвица, а бил учител во 2 учебни години, и тоа во 1899-1900 година, во учебната 1900 година, 1901 година, во Конопиште учителствува даскало Томо, а за време на неговото учителствување е формиран огранок на ТМРО, прв во Теквешкиот регион. Во селото Конопиште учители биле и Ноне Захариев, Крсто Мито, Симчо Стојановиќ, Ристо Антич и многу други.
вака да направите една споредба. Сте прошетале и цела Македонија, сте биле и во Маријово, еве одека денес сме одека во Витачево, сте биле и во недел на Маријово, Пилевскиот и во Пелагониските рамници. Ајде вака да одберете кој од овие краишта повеќе би ги одбрале за посетителите, за туристите, или пак тешко што се вика да се оддели тоа, да се одбери. Да ви кажам искрено, тешко е човек да донесе таква одлука и да даде приоритет на некој од овие места кои што ги споменавте, затоа што сите овие краишта на свој специфичен начин имаат своја неверојатна убавина и неверојатна привлечност. Меѓутоа, за овој крај би сакал да кажам дека има некои параметри, некои карактеристики кои што му даваат посебни обележја и кои што се привлечна дестинација за љубителите на природата. Имено големата надморска висина на која што се наоѓа овој крај, пространите и бујни шуми, долгото задржување на снежната покривка на овие краишта, хидрографските карактеристики, богатата флора и фауна која што царува во овие краишта, значи му даваат исклучителен приоритет на овој крај за посетителите и за многу видови на рекреации. Да кажем и тоа, да се живее во Република Македонија, а да не се знае за овие споменици на природата, за овој раскош, за оваа убавина, навистина е голема загуба. Ова овде што го има не може да се објасни со зборови, туку треба овде да се дојде и да се доживее. Овде владее величенствена тишина од која фигуративно кажано болат и ушите. Значи и да не сте расположени, да дојдете овде, ќе се расположите. Човек кој ќе ги прошета овие краишта, човек кој ќе го пушти погледот кон хоризонтот што го окружува и кога своите размислувања ќе ги вклопи со песната на птицата, која што ги повикува незините роднини, така да кажам, да се приближат нова убавина. Ајде вака една ваша импресија, пак ќе речам, слушајќи ја песната на птицата и вашиот престој во Витачево. Тука е и планинскиот горостаз Кожув, тука е превојот Којзек, кој што го одвојува Витачево од Маријово, а тука во непосредна близина е и селото Рожден, опишано во романот Крпен живот на Стале Попов. Прво да кажам една реченица која што неодамна ја прочитав, Кожув планина, невидена убавина. И морам да кажам дека тоа е една голема вистина која што некој ја искажал. Ова со птиците, реков дека може само да се доживее ако се дојде овде да се престои во овие простори, а никако не може да се опише со зборови. Значи човек, колку да е уморен, колку да не е расположен, со самото доаѓање и престој во оваа невидена убавина овде ќе се расположи. Значи овде, во овие краишта, подеднакво ќе ги засакате и снегот, и дождот, и сонцето. Овде ќе го прегрнете и ветрот, и изворно од прва рака ќе ги слушнете неговите песни. Овдека во непосредна близина е и Тиквешкото езеро. Овдека се слеваат водите од цела југозападна Македонија, почнувајќи од извориштето на Црна река, кај селото Железниц, па пивајќи ги и водите на река Дошница, реката Бошница. Баш едно размислување за тој алтернативен туризам, езерски туризам и планински туризам. Сакам да нагласам дека Република Македонија е можеби мала земја, меѓутоа има многу места кои што ретко кој во светот ги има за сите видови на туризам. Тиквешкото езеро и неговата езерска шир, неговата убавина се едно од најпривлечните места како за туристите за престој, така и за риболовците. И тоа треба и понатаму да биде приоритет на македонскиот туризам и на максимален начин да биде искористено. Покрај езерото, реков овде има и многу реки, како што и вие споменате, кои што се сливаат и во Тиквешкото езеро. Тие реки имаат посебна убавина и представуваат на некој начин магнет за сите видови на туристи и за сите луѓе кои ја сакаат природата и кои имаат желба да го користат своето време и каде што духовно, односно душевно сакаат да се одморат од секојдневните проблеми и обврски кои ги имаат. И уште една порака дека рамнината Витачево не е пустина, по навод кажано,
им пренесеме дека висеравнината Витачево е висеравнина богата со флора и со фауна, каде што само чека да дојде нашиот македонец, нашиот граѓанин, да види убавина, да го види спојот на хоризонтот на силното небо и на колоритет убавина кој што му е дарила природата на овој крај. Ова висоравнина, овие убавини, реков дека се неописиви и ваква флора и фауна ретко каде може да се сретне и ваков опоен мирис на ваквите шаренолики цвејчиња ретко каде може да се доживее. И затоа, значи, сето ова мора да се види и да се доживее, а за да се доживее мора да се престојува сепак подолго време, а не само на поминување. Затоа и покрај многу бројните обврски задачи кои ги имаме, ние како луѓе секогаш треба да одделиме време и да си дозволиме едно такво задоволство, меѓутоа и да ја удостоиме природата со нашето присуство и со почитта која имаме према незе. Мештаните од селото Конопиште ми раскажаа многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, делот непорекливата драгоцена слика не само за Конопиште, туку и за сета Кошупчанска регија, низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи, со надежда дека меѓу помладите мештани од оваа регија, по раѓење или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, деловно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, ќе ви доловам во наредната документарна емисија за овој регион.